Благодарам, Јована. Токму така се надоврзуваме на оваа тема, особено кога станува збор за моменталните трендови, а потоа секако и во однос на редовните контроли, а и како да се стекне навиката да се оди на стоматолог и дека не е ништо толку страшно и многу болно. За сето тоа ќе разговарам со доктор Ирина Заревска, која што е специјалист по протетика и магистар по имплантологија. Пред се благодарам што издвоивте време утрово и што не пречекавте тука кај вас во ординација. Благодарам за поканата во вашата емисија, баш ми е драго. Веќе и во студио ја започнаа темата во однос на трендовите, што е нели како најнови методи во однос на имплантологијата, па ќе ни објасните попластично и вие што сакаат најмногу пациентите кои што доаѓаат тука за да имаат совршена насмевка. Поентата на доаѓањето на стоматолог е да се решат неколку проблеми во врска со оралното здравје. Првин, кај нас доаѓаат заради болка, второ, заради недостаток на некаков заб или за естетско решение на забите природни кои што веќе ги имаат. Кога се работи за модерната имплантологија, таа подразбира прецизно планирање за позиционирање на имплантот. Уште пред да се почне постапката, треба да се направи една длабока анализа на естетиката на лицето, на позицијата на лиците, на усните, при насмевка, при нормално зборување, позиција на другите заби, како би се ставил имплантот точно таму каде што можеме понатака да направиме идеално протетско решение во комбинација со нашите природни заби. Тоа подразбира да има идеална розова естетика на непцата или гингивите кои што ги обиколуваат нашите протетски реставрации по висина, ширина и изглед, а другото е бела естетика, што значи дека нашата протетска реставрација треба идеално да се вклопи со другите заби по боја, форма и морфологија. И затоа кажуваме дека секој имплантолошки третман кој што сакаме да изгледа високо естетски на крајот, бара длабоко планирање и не брзање од пациентите да ги добијат резултатите веднаш. Значи, естетската имплантологија значи еден третман со пациентот да трае некогаш 3 месеци, 6 месеци или до 1 година. Пред да го започнеме линговското вклучување, разговаравме дека не секогаш е возможно желбата на пациентот да се изработи нели тука и во ординација, односно кој се може да направи така. Значи, кандидати за импланти се луѓето кои што имаат првин здрава коска. Што значи тоа? Виличните коски ние ги анализираме на 3D снимка и панорамска снимка. Гледаме дали има доволно во сите 3 димензии коска каде би се поставил имплантот и доколку ја нема, значи порано се ставаа импланти секаде кај што има здрава коска, но сега ние стоматолозите креираме услови за повеќе коска таму каде што фали, со додавање на вештачка коска, ставање на мембрана и повторно чекање едно 4 до 6 месеци овие материјали да се вклопат во нашите природни услови за да можеме да имплантираме. Веројатно мисијата на секој стоматолог е пред се да дојде здравието, па потоа убавината и убавата насмевка. Од тука ве прашувам колку се важни редовните контроли, без разлика на возраста, но и колку пак од најмала возраст треба да се научи да се побие стигмата од страв од стоматолог. Јас би почнала со највозрастните пациенти наши, кои што многу често имале фобија од стоматолог и токму заради тоа ги загубиле своите заби. Тие се добар пример за нивните деца, односно веднаш ги тера додатна завар што е можно повеќе, уште од најмала возраст. Значи, навиките се менуваат. Кога ќе се договорите со еден пациент дека треба да доаѓа еднаш или 2 пати годишно за чистење забен камен, треба тој договор да се почитува, бидејќи тоа е во интерес на пациентот. Што значи тоа? Ние стоматолозите сме инструирани како да детектираме проблем уште пред да настане. Значи, кај нас пациентите на редовните контроли со чистење забен камен доаѓаат бидејќи можеме да откриеме доколку има почетна фаза на некој кариес, почетна фаза на расклатување на заб, почетна фаза на некои џебови, ги третираме и ја држиме ситуацијата под контрола. А во однос на децата, мислам дека нашиот најмал пациент што дошол тука има 2 или 3 години,
самото доаѓање на стоматолог значи прво да се навикнат на атмосферата, затоа што бил мантил или било која друга боја сега, самата атмосфера нив им предизвикува немир, па така треба да сватат дека тука се добре дојдени, може да биде и забавно, и чистење на наслаги од најмала возраст, потоа лекување, поправање на кариеси доколку ги има, и ние учествуваме и во контрола на редовната смена на запчињата на децата, така да можеме да приметиме доколку има некој потенцијален ортодонски проблем, да го упатиме на право место. Доктор Ирина, благодарам за одговорите. Ви благодарам и на вас. Пријатно. Благодарам уште еднаш. Тоа беше разговорот со доктор Ирина Заревска во однос на сите оние трендови кои што во моментов ги следиме и на социјалните мрежи, меѓутоа за таа холивудска насмевка која што ја започнавте темата на почеток, меѓутоа и за редовните контроли кои што се навистина инвестиција во нашето здравје.